Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Секој ден големи гужви на онкологија. Секоја година се поголем број на новодијагностицирани со малигни заболувања. Денеска ќе зборуваме за ракот на дојка. Зошто е во пораст ова малигно заболување? Меѓутоа ќе зборуваме и за важноста на медицинската сестра на клиниката за онкологија. Мои денешни гости со кои ќе разговараме на оваа тема е асистент доктор Валентина Бојовска-Трајановска, онколог од клиниката за онкологија, и Андријана Филиповска, специјалист медицинска сестра и главна сестра на клиниката за онкологија. Добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов. Доктор Трајановска, ќе започнам со вас. Зошто секоја година ние во пораст ракот на дојка и зошто секоја година се намалува и старосната граница? Ти благодарам, Сања, најпрво што не покани баш вака во тим да бидеме, прекрасна идеја. И ми се допаѓа твојата идеја за да го акцентираме овој проблем, зошто секоја година постојано расте бројот на пациенти со заболени од рак на дојка. Видете, не можам да издвојам една единствена причина. Значи, постојат многу фактори кои што допринесуваат до оваа состојба. Генерално во нашата држава се следи трендот на порастот на карциномот на дојка со стапката на заболени и во светот и постојат повеќе причини. Најмногу се смета дека воведувањето на современата дијагностика, новите методи на скринирање, раниот скрининг, раната детекција на оваа болест е она која што драстично, да кажам, го зголемува овој број. Меѓутоа, од друга страна пак и самата старење на популација исто така значително допринесува до зголемување на бројот на заболени од рак на дојка, затоа што веројатноста да се здобиете со оваа болест расте пропорционално како што се старее. Како трета и во последно време многу важна причина се нашите животни навики, животната средина во која што живееме, социоекономските услови. Постои едно мнение дека тој прозападен стил на живот, што би значило во превод намалена физичка активност, нездрава исхрана, стрес, пушење, алкохол, се многу сериозни причини за да се зголеми бројот на пациентите со рак на дојка. Меѓутоа, како еден фактор не, сепак е ова сериозно мултифакторијална болест, која што, да напоменеме, ако се открие во ран стадиум, има значително многу поразлична прогноза и многу поразличен третман. Андријана, слушајќи ги нели и онколошките пациенти кога сме ги прашувале или кога зборуваат, секогаш ќе кажат дека ќе се навикнат на еден доктор онколог кој што одат, меѓутоа не можат и без медицинските сестри. Меѓутоа, еве, слушајќи ги овие податоци дека постојано расте бројот на новодијагностицирани, како може медицинската сестра да го издржи тој наплив, ако знаеме дека на онкологија фали медицински кадар, посебно медицински сестри? Да, бројот на новозаболени постојано расте. За 2024 година имавме 5300 нови пациенти за жал, додека ова година до месец мај имавме 2000 новозаболени пациенти. Како што и самите рековте, бројот на персонал постојано и се намалува. Последниве 2 години замина околу 10 медицински сестри. Нови вработувања немаме, постојано заминуваат и нели колеги во пензија. Постојано имаме одсутни на боледувања, сега следуваат годишни одмори и навистина сме без персонал. Како се справуваме со тоа? Па сметам дека поврзаноста меѓу нас колегите, значи колегијалноста, разбирањето, функционираме безпрекорно и со тоа се справуваме нели да бидат згрижени сите наши пациенти без Меѓутоа, колку е тоа издржливо? Сепак зборуваме и за дежурства, и за 18, и за 24 часа работа, и сепак зборуваме за клиника кај што нели еве знаеме дека има хемотерапија, има зрачења, лежечките пациенти. Така, ние значи работиме со, да речам, специфични пациенти кои што навистина им е потребна и посебна нега, затоа што нашите пациенти се со болки, тие се поврзани на кислородна поддршка, со крварења
и навистина им треба посебен третман, нели, потоа последиците од хемотерапијата не е само да дојде да прими терапија и да си замине, ние ги следиме и после примање на терапијата. Не е издржливо, меѓутоа со надчовечки сили успеваме да се избориме и да ги обслужиме сите пациенти. Имаме 100 лежачки легла на нашата клиника, каде што имам само 50 сестри, од кои 5 ми се на породилно отсуство, 15 оделенија, значи оделенски сестри. Има денови каде што во дневна болница почнуваме само 4 сестри, а дневно во просек имаме 200 пациенти во дневна болница само, каде што 200 пациенти во просек имаме и за таблетарна терапија. Имаме до 200 пациенти во лабораторија за клинички испитувања, нели, клинички лаборатории. И до 200 пациенти во просек имаме за зрачен. Значи да не ве прашувам за бърнаут синдром. Да, Морам више... само малку да се надоврзам. Знаете како, не да употребува надчовечки стили, туку едноставно магионичари се. Морам вака да го кажам, затоа што бројката на пациенти многу јавно се знае и сите може да ја видат. Онкологија е секогаш толку актуелна. Сестрите ни се една од најважните алки, ние како докторски персонал никогаш не би можеле без сестра, никогаш. Многу имаат специфична улога во самото спроведување на третманот. Затоа што пациентот секако прво ќе помине од нашата амбуланта, ќе се ординираат сите терапии, ама како што се зголемува бројот, така и медицината се усовршува. Сите протоколи стануваат се покомплицирани, подолготрајни, мултифакторијални причини, има повеќе лекови и се тоа на сестрата и го, да кажам, комплицира ординирањето на самиот третман. Да. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашите гостинки. Ова што го кажа доктор Трајановска, како главна сестра може да го изменаџирате сето тоа? Па се трудам. Докторе ќе каже 50-60 хемотерапии, не знам. Да може да ги напише докторно, да може да ги спроведе. Може ли сето тоа да се изменаџира? Па еве ние успеваме да го изменаџираме, затоа што пак ќе речам нашата колегијалност, човечност, меѓусебните односи меѓу колегите, успеваме на некој начин сите заедно како тим да ги обслужиме нашите пациенти, иако е многу голема бројката. Им помагам во работата, затоа што, пак ќе кажам, недостатокот на персонал ни е најголем проблем и во организација и во обслужување на пациентите. Се симнувам во дневна болница да им помогнам, дежурство ако е потребно, за да може да бидат обслужени пациенти. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум онколошки пациент од Брзо. Значи, од понеделникот бев на преглед кај докторката Марина. Пратена сум на дополнителни испитувања на патологија за да се испита под типот на канцерот кој што ми е одреден. Прашањето ми е, може би докторките можат да помогнат, може не е за кај нив, меѓутоа на патологија постојат само 2 дена кај што можеме да се јавиме од 9 до 11 за резултати. Зошто е тоа така? Или, кога веќе се земаат за анализи од ткивото, зошто истовремено не се одредува и под типот? Може, докторките се на онкологија секоја чест. Оно што го видов, значи, навистина даваат надчовечки напори. Од докторката Марина немам зборови колку е љубезна и колку е чувствителна за прием на пациенти. Меѓутоа, прашањето ми е зошто кога веќе се прават тие испитувања не се прави веднаш и тој подтип за да не се чека резултати накнадни и да губиме ние време како онколошки пациенти заради понатамошно лекување. Благодарам. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Во секој случај е на место прашањето на нашата гледачка. Ние имавме и од патологија сме имале нели гости во емисијата и тие се соочуваат. Може би Сања следно заедно со некој патолог. Видете, тоа е технички
проблем, да кажам генерално, зашто автологно одма не се спроведуваат дополнителните испитувања кои што нас не се потребни. Меѓутоа, без да го имаме тој наод и без да ги имаме тие податоци, не може да го знаеме точниот третман. Оти секој пациент е индивидуален и секој третман е индивидуален и затоа зависи третманот од тие податоци кои што ги бараме. Зошто не се прави автоматски во еден истак, тоа во моментов не можам да го одговорам, бидејќи не зависи од нас како клиника, а верувам дека не зависи ни од колегите од патологија, затоа што генерално тоа се технички проблеми, знаете, административни, упати мора за да може да се реализира. Добро, и дилемата беше зашто само 2 дена може да се јавуваат, меѓутоа знам дека и на патологија се соочуваат со недостиг, а тоа е она што го зборувавме дека исто така им создаваете и нервози, и исчекување на самите пациенти, колку и да се тие задоволни од онкологот и од третманот, меѓутоа самото исчекување. Најпрво соочување со самата диагноза, потоа се исчекување. Меѓутоа сепак протоколарно мора да се спроведат сите тие испитувања за да биде третманот екзактен и соодветен. Да, како што треба така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до сестрата. Јас сум онколошки пациент 2 години и 2 месеца. Стварно се многу добри докторите и сестрите, благодарност до нив што не гледат, ни помагат се, само сестрата главна што рече, оти нема сестри, персонал, тоа е вистина, нас не изморува повеќе чекањето у дневната болница, него ли кај ќе седнеме веќе на столчето за терапијата. Тоа мора да го средат некако. Моje мислење, инаку благодарност до докторите и до сестрите и до сите. Особено сестрите од дневна болница што се, треба тоа да им се даде награда. Работат од 7 до 2, доколку ми е работното време без престан. А ние сме многу, они се или 2 до 10 часот, или 4, после идат уште 2 до 2 часот. А ние по 4-5 сата седеме на стол што не помагаат. Така. Само тоа, благодарност до сестрата и до докторката. Така, јас ви благодарам многу за јавањето и ова што го зборувавме. Освен што за да ја изменаџирате работата, предпоставам дека треба и еден вид на утеха на пациентите. Тие чекаат по 5, по 6, по 7, да ќе ја добијат терапијата, тоа нели не е спорно, никој не го тоа спори, меѓутоа самото чекање, како што кажа и нашата гледачка, е она што им предизвикува и стрес, и нервози, и исчекување. На сите ни предизвикува стрес и нервози. Ние не сакаме нашите пациенти да чекаат толку долго, но условите се тие, затоа што во дневна болница имаме само 50 легла каде што може да ги обслужиме пациентите. Ние сме единствениот центар во државава кој што обслужуваме вакви пациенти и навистина е жално што пациентите од цела Македонија доаѓаат, уште од утрински часови се тргнати на пат да дојдат и со часови чекаат. Тој доаѓа од Сабајле, треба да се пријави на шалтер, да оди да го прегледа лекарот. Значи чека и таму ред во амбуланта, кога ќе дојде во дневна болница можно и да му се даде и број 80 и да чека. Затоа што веќе други примаат, така не може да се става. Така, ама кога еден пациент ќе влезе, има терапија од 5 до 6 часа, тој стол е зафатен, тие 6 часа и не може да се ослободи и нема место да бидат повикани. Персоналот е тој, како што рече и гледачката. 2 сестри некогаш почнуваат, некогаш 4, имаме и втора смена, дневна болница ни работи до 18 часот, меѓутоа не секогаш завршува во 18 часот. Има денови каде што нели завршуваат и покасно и затоа сето тоа настанува нели чекање, редици, походниците, нервоза, стрес за сите, не само за пациентите и за нас. За вработените, така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, во програма сте. Само сакам една голема благодарност да изразам. Ве слушаме, повелете. Ме слушате? Да, ве слушаме во програма. Само сакам една голема благодарност да изразам за докторката Боева. Сестра ми беше кај незе пациент. Значи, подобар доктор, јас немам сретната во животот на незе, мада сестра ми почина.
се работи за славите, може би ќе текне на докторката. Јас само се преизјавувам, само сакам една голема благодарност за нејзината издржа, затоа што даде максимум од себе без разлика што сестра ми почина. Само голем поздрав до нејзина. Така, јас жалам за вашата загуба, меѓутоа тоа е. Доктор Трајановска, еве да се надоврзам на нашата гледачка. Колку е важен првиот пристап кој што ќе го имате со пациент кога ќе влезе во вашата ординација? Нели зборуваме за рак на дојка. Сега не знаеме дали е почетна, дали е може покрајен стадиум, меѓутоа колку е важен тој прв пристап на лекарот со пациентот? Така, стадиумот ништо не менува во однос на пристапот. Диагнозата е таа. Нормално менува во третманот подоцна, може би во преживувањето на пациентот, меѓутоа во однос на пристапот, во однос на првичниот разговор со кој што ќе си ги размениме сите чувства, сите емоции, како прво пациентката во најчест број нели на случаеви го поминала самиот оперативен третман, па што потоа следи од наша страна, колку долго треба да доаѓа на клиниката, како би се одвивал понатамо третманот, колку долго ќе ја контролираме, е според мене најважниот дел од целиот контакт со пациентот, затоа што знаете како, најпрво соочувањето со таа диагноза малигна болест има одма веднаш сериозна стресогена состојба кај пациентите. Потоа справувањето со самиот постоперативен третман. Па третманите од наша страна. Еве конкретно да речеме кај пациентите со карцином на дојка, кој што генерално се очекува доколку се во поран стадиум, навистина убаво и подолго преживување, не е проблемот само да го спроведеме нашиот третман. Значи, таа пациентка понатака треба и очекуваме да има долг, но и добар квалитет на живот. А за да може да го има тоа, значи, како секоја човечка индивидуа треба да е во добра психофизичка состојба. И мислам дека играме сериозно голема улога од нивниот живот. Најпрво што многу често се среќаваат со нас. Има пациентки кои што примаат третман во неделен интервал, што значи дека ние секоја недела ги гледаме и ги советуваме. Затоа мислам дека тој првичен дел од запознавањето, договарањето на третманот е многу важен и за да оставите добра доверба кај пациентот, а и он да се почувствува сигурен дека ова што ќе следи е во добри раце и во добра соработка. Јас секогаш им велам, вечека долг има ко трпен пат, меѓутоа со наша помош, многу помош од страна на сестрите, затоа што они многу имаат и подолг контакт од нас со саати, како што кажа Андријана. Што и да се случи, ќе ги смират. Не се секирајте, не е таков вид на реакција, така да мора да бидеме и ние како персонал трпеливи, а и да сме свесни дека баш тој момент, баш тој прв печаток ќе биде понатака плод на се друго што ќе работиме. Така. Во тој контекст и тебе, Адријана, сакам да те прашам, значи вашиот прв контакт сега еве нели кажа и по 5, по 6 сати примаат, си разговарате, па тие си ги искажуваат своите чувства, своите маки, колку им е важно нели каков пристап ќе добијат од медицинската сестра. Така, како што кажа и докторката, првиот контакт е со нив, со лекарите, меѓутоа најдолгиот период од лекувањето го поменуваат со нас. Многу сме битни, да речам, од оваа алка, затоа што многу им е потребна психолошка поддршка и на нив, ама и на нас, затоа што се соочуваме со секакви човечки судбини, поминуваме заедно со нив ни сето тоа што го поменуваат и они, се трудиме најдобро што можеме нели да им дадеме поддршка, да им објасниме за се што следува во текот на лекувањето во однос на несаканите ефекти после терапијата, да бидеме колку можеме повеќе со нив, иако нели недостатокот пак го прави своето да немаме толку доволно време да може да се посветиме. Да, меѓутоа секако како што споменавме, разговорот и сето тоа е многу важно битен, и за вие како ќе настапите, меѓутоа и за самиот пациент да се опушти, едноставно да се соочи со болеста и да го продолжи патот на лекувањето. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте.
Повелете, ве слушаме. Ало, Да, повелете, во програма сте. поздрав до студиото. Ви благодариме. Јас сум онколошки пациент од 2011 операција, прва операција, 2011 октомври месец. По све тоа, се сета терапија и работи што требаше, све си вршев. После 7 години, 2018 година, ми се повтори и на другата дојка. Двете дојки ми се отстранети. И сега во декември месец правам 7 години од втората операција. И што знам дали не е прашањето дали се прашам нешто зашто од првата операција до втората 7 години, на 7 години ми се повтори. И сега ева од втората операција во декември правам 7 години. 7 години. Дали би можело нешто, а немам многу на исхрана, на све. Сега сум на таблетарна терапија. Предпоставам одите и на контроли на онкологија кога Да, треба. да, на контроли редовно, тоа више нема збор. Така. Да. И тоа ми е прашањето. Така, да. Дали нешто би можело да се повтори, зашто двете дојки ми се отстранети. Еве сега доктор Трајановска ќе прашаме за одговор кога постојат вакви стравови кај пациентите, предпоставам дека секој ден се соочуваат со тоа. Апсолутно, да. Видете, не може никој да предвиди дали повторно може да се појави болеста. Во нашата гранка секогаш постои некаква минорна, неминорна шанса за повторување. Тоа никогаш никој не може да го гарантира. Меѓутоа, сепак 7 години од операцијата е сериозно добар период. Колку што ја слушам по гласот, сега не знам, може би во точни ова пациентката ми звучи во добра општа состојба, добар квалитет, доаѓа на редовни контроли. Она генерално е се уште под одредена терапија од наша страна. Си продолжува само строго задолжително по препишаното правило за контролирање. Тоа е најважно кај пациентите да го почитуваат. Секако убаво кажа, здрав начин на исхрана, но и психофизичка состојба. Секогаш ќе постои одредена мала доза на страв. Не може човек да ме убеди дека ништо нема да мисли на тоа, меѓутоа треба да се труди колку може повеќе да се не фокусира на тоа, туку напротив, на подобар начин на живот, дружба, добра исхрана, редовно пешачење, редовни контроли, така да тоа е најважниот фактор всушност во нашата работа. Редовните, навремени контроли спасуваат живот. Така. Кога одите во собите, болничките соби кај што лежат пациентите, кога се носи дали таблетарна терапија или хемотерапијата, колку од самите вас исто бараат информации, уште колку ќе трае, што ќе се случи потоа, како да правиме, што да правиме? Предпоставам дека сите пациенти ги прашуваат дали докторот, дали медицинската сестра за многу повеќе информации да добијат. Да, тоа е секојдневно во нашата пракса, пак ќе речам, ние сме постојано со нив и постојано не прашуваат, колку долго ќе доаѓам, ќе се лекувам, колку долго ќе ги зимам таблетите и така натаму. Тоа е секојдневно и пациентите бараат, да речам, некаков спас во нас, за да ние им објасниме, им кажеме како да постапуваат понатака со исхраната, со начинот на живење, како што спомна и докторката. Тоа е многу често се случува од страна на пациентите. Спомена и Адријана во претходно прашање колку е важна психолошката поддршка на пациентите кога веќе ќе им се диагностицира малигна болест, кога ќе дојдат кај онкологот. Вие знам дека имате и психолог, меѓутоа колку може сето тоа да се постигне, колку е важно сето тоа секој пациент да помине со таква психолошка поддршка за полесно да го преброди текот на лекувањето. Многу е битно. Значи, постојат дури одредени студии кај што пациенти имале сериозна психолошка поддршка, кај што во текот на целиот третман или диагностицирањето имале потреба, плюс и дополнително, дека дури и самиот ефект на третманот има подобар исход. Затоа тоа би требало да биде можеби од почетокот како дел од самото иницирање на третманот.
како би разговарал пациентот со нас, мое лично мислење дека треба веднаш да почне со психолошка поддршка и психолошки разговор. Да, точно имаме психолог и многу беа задоволни пациентките од дојка, посебно кога го посетува, далеко попријатно се чувствува. И друго е кога психолошки ќе ги припремиш за се што би следело, какви би биле последиците од третманот, согласно стадиумот на болеста. Разговорот со психолог, според мене, би требало да биде практично задолжителен, за да може да бидат и психофизички по спремни пациентите за самиот тој дел од третман. Меѓутоа, предпоставам дека се соочувате, знаеме дека има и такви примери кога пациент со веќе диагностицирана малигна болест едноставно не кажува во семејството, крие, го чува сето тоа во себе, колку може да го издржи тој товар и од самата диагноза и се што го чека, меѓутоа е тоа да не каже на фамилијата. Да, имаме и ситуации каде што пациентот не знае фамилијата, знае за целата состојба на пациентот. Навистина е многу тешко и за нас, затоа што треба на поинаков однос да комуницираме. Има доста пациенти што ја кријат диагнозата поради некои причини. И тоа и кај вас предизвика, како што спомена, дополнителен ангажман или сето тоа, да мора на поинаков начин да се однесуваш спрема пациентот и спрема неговата придружба, фамилијата. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Јас сум. Да, повелете, во програма сте. Едно прашање до докторката. Повелете. Треба да примам сандостатин. Една доза примив пред 4 месеци, сега треба повторно да примам. Го нема кај нив. Во држава уопште го немам. Да има сознание докторката кога ќе добијат, како ќе добијат и од странство да се порача при носење, дали има некакво значење топло, ладно, тоа сакав да прашам. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето и ова е една од проблемите со кои што се соочува клиниката. Ово е конкретно кој што го кажа пациентот, точно во моментот го нема, меѓутоа тоа не е баш проблем само во нашата држава, туку и пошироко, малтене во цела Европа во моментов е во сериозен недостаток. Не можам да знам точно кога би го добиле и од каде да го набави, а како да го пренесе се зависи од фирмата од која што ќе го набави. И дали воопшто може да го набави, во моментов не верувам, пошто имаме сознание дека го нема малтене во цела Европа. Значи до самиот производител до производството на лекоте. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Така, добро, кога ќе ни кажат. Доктор Трајановска, на почетокот кога зборувавме за ракот на дојка, кога кажавме раната диагноза, колку таа е клучна во целиот третман, или е многу важно и ова што го зборувате, психофизичката состојба на самиот пациент за да го помине тој процес на лекување? Стадиумот на болеста игра многу важна улога. Значи, конкретно кај карциномот на дојка, раните стадиуми се поврзани со малтене 90% преживување во 10 години. А и третманот кој што следи во однос на стадиумот е многу поразличен во рана фаза и во подоцнежните фази. Затоа тука игра најважна улога скринингот, кој што би требало да задолжително се спроведува кај сите пациентки. Меѓутоа, не мора да значи дека ако болеста е во ран стадиум, дека ќе биде тоа 100% за гарантирано преживување. И токму кај тие пациенти се смета дека ако имаат не психофизичка благосостојба, така се нарекува, дека може секогаш да биде добар квалитет на живот. Зачабе вие сте во ран стадиум доколку не сте мирни во себе си дека тоа е контролирана болест. Значи, доколку се случи така, треба задолжително исто така да се јават за психолошка поддршка. Не мора во нашата клиника, нели? Секаде каде што на пациентот му одговара. Меѓутоа, секоја состојба што е поврзана со нас, треба да биде психолошки поддржана.
не значи само во кај пациентите кои што имаат поодминати стадиуми. Мора да сме свесни дека соочувањето со оваа диагноза, посебно стигмата во нашата држава, треба да биде веќе надмината. И дека целиот тој третман бара еден мултифакториелен пристап. Не е само до онкологот и до сестрата. Има милион и една причина која што можат да го подобрат и квалитетот на живот и третманот што следи од наша страна. И кога зборувавме нели колку е важно како соработуваат сестрите и докторите, колку е важна нели таа синергија, меѓутоа дали само меѓу медицинска сестра и лекари или со сите останати профили кои што работат на онкологија, бидејќи се е нели некако поврзано. Сестрата на болничарот пренесува на сестрата, техничарот, оној што го спроведува зрачењето, сето тоа е некако нели поврзано. Да, ние сме тим кој функционираме сите заедно и не можеме еден без друг. Лекарот не може без сестрата, сестрата без болничарот, без физичарите, радиолошките технолози, техничари и така натаму. И за среќа функционираме многу добро, сплотено, колегијално и мислам дека и тоа е успехот на кој успеваме да ги обслужиме сите наши пациенти и да речеме да има задоволство од страна на пациентите. Меѓутоа свесни сме за нели дека изминативе години бидејќи беше во фокус, се уште е во фокус клиниката за онкологија, дека имаше и нетрпеливост, односно реагираат пациентите зашто толку долго чекаат, зашто патуваат нели по 100, по 200 километри, меѓутоа не може на време да земат терапија. Вие споменавте нели колку сте и какви сте, меѓутоа бидејќи сме на самиот крај на емисијата, би ми било последново прашање како да се сменат работите за и вие да работите покомотно, меѓутоа и сите онколошки пациенти да бидат обслужени и да добијат терапија на време. Проблемот во моментот е тоа што ние немаме децентрализација, просто кажано. Што значи тоа? Дека треба да се создадат помали центри можеби во останатите градови, кои што не само ќе му го олеснат доаѓањето на пациентот во една онколошка ординација, туку и пристапот до третманот, бидејќи тоа што го кажуваат пациентите со патувањето е точно. Тие мора да дојдат и од Гевгелија, и од Дебар, и од било кој друг град во оваа држава, секогаш доаѓаат во нашиот центар. И затоа е всушност целата таа гужва и паника што се случува. Ние никогаш ни еден пациент не сме вратиле, нема ни да вратиме. Меѓутоа, за да биде третманот подобар за пациентите и да се олесни целиот нивен товар, мора да постои децентрализација. Тоа е единственото решение кое што може и да ги намали гужвите, а воедно ќе биде дополнително зголемен и квалитетот за самиот однос со пациентите. Кога би имало повеќе медицински сестри на онкологија? Па да, може би било решение, меѓутоа и просторот нели треба да не биде малку поголем, затоа што немаме ни просторно место ние каде да ги сместиме пациентите, зашто постојано се зголемува нивниот број. Меѓутоа персоналот, како што кажавте, кадрот не е многу значаен и навистина многу не треба, затоа што сме многу малку и со сите сили и напори се вложуваме да ги обслужиме нашите пациенти, меѓутоа и просторно, пак ќе повторам, не треба дополнителен простор за да може да се обслужат пациентите. И тоа е една од причината кои што нели стојат пред дневна болница и чекаат со часови, затоа што толку е просторот каде што може да се сместат. Точно, технички е така. Да, значи простор без кадар, едно со другот мора да бидат поврзани, затоа што кадар без простор. Меѓутоа може ли да се случи и да дојде некој да сака да работи на клиниката за онкологија, меѓутоа кога ќе види како се функционира и како вие работите за да ги обслужите сите, едноставно да каже дека не е за овде? Да, и се случи пред неколку дена. Дојде медицинска сестра која претходно работела на друга клиника. Во 8 часот облече во униформа, во 15 до 9 се замина, затоа што рече јас не можам, не се пронаѓам да работам тука. Имате премногу пациенти и психички и физички не сум способна да го издржам сето ова. Времето на денешната емисија ни помина, значи она предпоставам што ќе го слушнате и надлежните здравствени власти е дека е неопходна подитна
Децентрализација, меѓутоа и кадарот кој што недостасува на клиниката за онкологија да биде обезбеден за колку толку да може да функционирате како што треба, односно да се намалат тие гужви и да имаме квалитетен медицински третман. Ви благодарам што бевте мои денешни гости. Ви Хвала и благодарам на тебе, вас. Сања. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.